Вкупно 13 лица не ја почитувале, односно ја прекршиле одлуката за ограничено движење во периодот 29 и 30 март на подрачјето на СВР Тетово, од кои 4 на Тетовското и 9 на Гостиварското подрачје. Меѓу 4 лица откриени во Тетово, едно лице на возраст од 43 години било од Република Албанија. Сите се лишени од слобода и задржани за целосно расчистување и документирање на случаите, пошто ќе им се изготват соодветни поднесоци. Од СВР Тетово велат дека главно се почитува одлуката за ограничување на движењето, но и забрана за работа на угостителските објекти. Сепак меѓутоа во изминатиот период просечно дневно откривавме на различни места и начини и законски санкционираме по десетина граѓани кои ги прекршувале овие одлуки, меѓу кои и малолетници, лица постари од 67 години и странски државјани. Сите оние граѓани кои ги прекршувале одлуките за ограничено движење, лишени се од слобода и изготвени им се соодветни поднесоци согласно членовите 205 и 206 од Кривичниот законник за непостапување според здравствени прописи во време на епидемија и за пренесување на заразна болест, а одреден број од нив пак се писмено предупредени. Во содејство и координација со Државниот пазарен инспекторат, во овој период исто така, откривме и објекти најчесто угостителски, кафетерии, кафулиња и други, кои за време на контролите биле отворени и работеле. Истите се времено затворени, а против нивните собственици ќе следуваат поднесоци. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до граѓаните од Тетовско-Гостиварското подрачје да се воздржат од непотребни излегувања од нивните домови, зашто можат да го доведат во прашање сопственото и здравјето на своите најблиски во семејството, роднини, пријатели, соседи или сограѓани. Од Државниот пазарен инспекторат пак велат дека се засилени контролите во однос на почитување на утврдените цени во маркетите. Отаму истакнаа дека дел од компаниите што везувале јужно овошје намерно имале шпекулативен однос кон пазарот и тие артикли не ги појавувале со цел цената да се зголеми. И секаде каде што ќе констатираат дека нема почитување на цените, а цените се движат од 70 до 110 во моментот што го имаме она како информација од инспекторите кои што ни се на терен, нека пријавуваат на 191, меѓутоа со назнака каде и во кој објект е направено таков пропуск. Според Пауновски, во најголем број од случаите се почитува одлуката на владата и во маркетите. Цените се вратени на ниво на 11 март годинава.